Крадците во Скопје не мируваат, а и се модернизираа во начинот на провалување. Оперираат во станови, куќи, деловни простории. Според раскажувања на граѓани, дел од кражбите се случуваат и сред бел ден кога дома нема никој. Одземаат пари, злато и останат вреден накид. Собствениците, кога доаѓаат во својот дом, доживуваат шок од гледката на расфрлани работи. Се случува вратата воопшто да не е обиена, туку да е провалено со така наречен специјален клуч Калаус, кој може да отклучи повеќе брави. Крадците се толку внимателни, што зад себе не оставаат никаква трага или отпечаток, освен минималистички символ од неколку цртички, најчесто до влезната врата. На овој начин си кажуваат дали е просторот веќе ограбен, дали има нешто вредно внатре или колку е тешко да се обие. Полицискиот билтен е полн со пријави од граѓани. Од полицијата велат дека бројот на кражби е значително намален во однос на лани, но апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни. Ако ги погледнеме статистиките од првите 2 месеци од 2023 година, имаме рапидно намалување на криминалот и особено на делот на тешките кражби. Значи, обавезно да бидат заклучени возилата, становите, куќите, прозорците затворени, за и самите да принесено за поголема безбедност. Се разбира, кога ќе се случи ваков настан, доколку нели имаме тешка кражба или некое слично кривично дело, веднаш граѓаните да пријават во најблиската полициска станица. Не само во станови, во полицијата се пријавуваат и кражби во автобус или на автобуска станица. Се крадат и патнички возила кои од немарно само на момент биле оставени отклучени, а крадците не чекаат многу. За дел од случаите, на полицијата и треба и подолго време да ги расчисти. Зависи од случај до случај. Имаме случаи каде што во рок од еден ден се расчистуваат овие кривични дела, но некаде имаме случаи каде што за тоа треба подолг период. Се зависи од случајот, од објектот каде е извршена кражбата, нели од тоа што е украдено. Кражбите во Скопје се проблем со кој граѓаните се соочуваат со години. Граѓаните сведочат за организирани групи кои оперираат низ градот. Жртвите раскажуваат дека во една населба се случували и по повеќе кражби во краток временски период.